Благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван министер за финансии, со овој амандман пак ќе кажам, бараме да се обезбедат средства во висина од 50 милиони денари за зголемување на буџетот за Инспекторатот за животна средина. Ќе бидам краток. Зошто го бараме ова? Ова го барам затоа што доколку ги погледнете и насловите од весниците, и на порталите, и вестите, и телевизиите во изминативе години, ќе видиме дека периодот од 15 ноември некаде таму до мај месец, главниот екскјуз, извинување на државата, независно кој е на власт, независно кој е во опозиција, е тоа што велат Инспекторатот за животна средина нема соодветен и доволен капацитет да ги проверува сите загадувачи во текот на зимскиот период. И сега, ако си го поставиме прашањето дали ни е загадено не само во Скопје, туку цела Македонија, да, ни е загадена. Државата вели дека нема капацитет и кадар да се справи со тие загадувачи. Јас предлагам само да се вработат инспектори со соодветни возила, кои што ќе одат и на лице место ќе ги казнуваат и ќе ги затвораат загадувачите. И јас не можам да разберам, ова се 850.000 евра. Ако на буџет од 4,4 милиарди евра, ние како пратеници не можеме да вметнеме амандман и ставка од 850.000 евра со цел секаде државните инспекторати да бидат соодветно опремени и кадровски и технички, наистина не знам што да кажам повеќе. Најлесно е да вработуваме нестручни партиски кадри и војници по институциите, да земаат плата и да клатат врата, а онаму каде што треба, на вистина кадар, инспектори, кои што ќе се грижат за здравието на граѓаните, да немаме 850.000 евра, навистина не ми е јасно, но еве, нека цени јавноста, па нека суди истата. Благодарам.